Тоа што денес е карактеристично за Централна Африка, пред повеќе милиони години, овие простори биле вистинска савана. На овие простори се формирале така наречени сладководни езера и имало бујна вегетација и фауна. Тоа е истиот оној савански живот што денес го имаме во Африка. Во околината на Долни Дисан се наоѓа најголемото наоѓалиште на оваа фауна, овие фосили, каде што се откриени фосили од 5 вида на мастодонти, тоа се претходници на денешните слонови, потоа жирафи, зебри, газели, сабљести тигрови, хипариони, тоа се тропрстни коњи, предците на денешните коњи, мајмуни, хиени, желки, носорози, школки и друго, и истите се стари повеќе од 10 милиони години. Посебно интересно што се среќава фосил на еден вид на тигар, сабљаст тигар, кој што имал предни долги заби до 20 сантиметри, кој што бил многу крволочен, дури ги напаѓал и мастодонтите. Според палеонтолозите, овие животни од овие простори почнале да исчезнуваат поради нагли климатски промени. Настанало спуштање на копното на Егеите и преку Вардар овие води се излеваат во Егејско море. На тој начин имаме загуба на вода, а знаеме дека животот е секогаш покрај вода и настанува промена во климата, а најголемо изумирање настануваат од недостаток на храна и неможност за адаптација на видот во новата средина. Фосилите кои што ги пронаоѓам, најчесто тие се наоѓаат во глинаста почва, затоа што глината е водонепропустлива и коската во таа глина со време се фосилизира и истата се скаменува. А кога во пролетните месеци или есенските, кога имаме обилни врнежи на поројни дождови, земјиштето од тие поројни дождови понекогаш откриваат делови од тие подземни фосили. Со тоа областа Долни Дисан со деценија е неисцрпно наоѓалиште на палеонтолошки фосилни остатоци. И овие истражувања и овие пронајдоци, фосилни пронајдоци се од големо значење за научниот свет и ја сместуваат Македонија високо на палеонтолошката мапа во Европа и во светот. До сега имам пронајдено неколку локалитети во местноста Змиовец. Секогаш кога ќе најдам фосили, им се јавувам во Природно-научниот музеј во Скопје и потоа тие доаѓаат и ги откупуваат фосилите и ги носат во музејот на понатамошно истражување. Дисан со ова, покрај тоа што е познат по доброто вино, ракија, грозје, мед, ова во иднина може да отвори можност за развој на туризмот, покрај тоа што туристите ќе имат посета на изложбите во Природно-научниот музеј, исто така може да се направи и палеонтолошки парк, по примерот на светските палеонтолошки паркови, каде што тие туристи би дошле во Дисан, покрај тоа што би пробале убава храна, вино и грозје, може да го посетат и како локалитет и на лице место да ги забележат и видат овие фосилни остатоци.